Сите сме го правеле. Сеќаш, мислам дека носевме и маранчиња. Да, неопремија. Следен пат ќе не опремат. Помина 8 години од кога јас и Цеце вака направивме на Телма телевизија. Барем. По прилика. Знам дека носевме некои зелени. Ама често имаме во нашата емисија извидници, бидејќи сакаме да зборуваме за извидништвото генерално. Ама одамна поминало кога последен пат сме имали извидници, така што е соодвет на темата за почеток на уште една нова утринска на Телма. Денес отвораме врата кон еден свет кој што баш кажавме со Цеце отвара нов карактер, гради заедница и учи младината на нови вредности и што траат цел живот. Додека гледате илустрации, јас ќе ве потсетам, вели извидништвото започнува 1907 во Велика Британија, кога британскиот генерал Роберт Бейден Пауел го организира првиот извиднички камп на островот Браунси за група момчиња инспирирано неговото искуство во војската и потребата за воспитување на младите во духот на самостојност, чест и услуга на заедницата. Сигурно ги знаете овие информацијата. Меѓутоа, вели тоа брзо прерасна во глобално движење со милиони членови во над 170 земји, вклучувајќи ја и Македонија. Она што е интересно, вели, со времето извидништвото го надминува военото воспитување, станува алатка за градење карактер, лидерски вештини, одговорност и пред се љубов кон природата. Денес извидништвото не е само активност, тоа е филозофија на живот што ги поврзува младите и сите генерации во светот. А кога сме кај Македонија, ако не сте го знаеле податокот, започнува да се гради првите темели на извидништвото 1921 како дел тогаш по широкото југословенско извидничко движење. Саша се врати на некои времиња свој. По Втората светска војна, вели, извидничките одреди се прераспоредуваат и засилуваат во духот на социјалистичкото воспитание со нагласок на колективна работа. Денес македонското извидништво е прилично активно, динамично и интернационално поврзано со бројни кампови, со обуки, што ги обликуваат младите, како што кажавме, како одговорни, свесни и пред се хумани граѓани. И она што е најважно, веројатно е алатка која што потикнува кај вас волонтерски да се вклучите во нешто, а при тоа да не очекувате ништо за возврат, освен да се конектирате со природата. Е така некако ќе биде овој пример днес. И веројатно децата кои што израснале со извидници, со кампување, со природа, се многу среќни деца, да. Светогледот е поинаков. И светогледот е баш поинаков. Веројатно и Ана е, двете Ани во студиото ни се деца кои што израснале на тој начин. И ќе имаме можност еве денеска нивното искуство да ви го пренесеме за вас гледачите и веројатно и оттаму слоганот еднаш извидник секогаш извидник, нешто што ако еднаш го пробаш, веројатно многу се големи шансите да нели имате и добиете се поголема жилба да ги правите тие работи. Ќе зборуваме за многу работи. Цврсто звучи. Еднаш извидник за секогаш извидник. Извидништвото во Македонија малку подетално ви кажа Марко за историјатот, а она што ние денеска ќе го славиме 70 годишниот јубилеј на извидничко-поречанскиот одред Галеб. Тие оваа година слават 70 години од своето постоење и имаат 70 активности. Една од поголемите е всушност онаа која што ќе се случува на 1 јуни, поточно во недела, и времето, како што спомена Ирена, ќе ве послужи, ќе биде многу топло, ќе биде идеално веројатно за да се реализира оваа акција. Ќе ги поздравиме нашите денешни гостинки, Ана Костовска, која што инаку е председател или старешина на ИПО Галеб, и Ана Гривчевска, која што сега засега е водач, но како реков, има Ана уште многу категории во извидништвото, кои што треба нели да ги достигне, но ќе ни раскажете се поред. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодариме за поканата да бидеме тука. Се надевам дека ви е убаво, исто како што ви е убаво и кога сте во природа, иако во природа нели секогаш е малку поубаво. Може и Ана да спомнеме со категориите, Ана е водич со своји 18 години. Така? Ќе ни раскажеш од кога започнува твојата приказна, но како одат на категориите, бидејќи ти си веќе старешина, ми велиш јас сум ветеран на со своите 35 години. Од свој 9 години и веќе сега имаш еден значаен јубилеј од 25 години во извидништвото. 25-26 години, да. Супер. Вака сега категориите во извидници започнуваат, тоест извидници може да бидат оние деца кои што имаат од 7 години па нагоре. Првата категорија од 7 до 11 до 10 години, тоа се развигорците. Потоа имаме од 11 до 14 години се извидниците и од 15 до 17 години се истражувачи. Од 18 години веќе е категоријата на ровери, а потоа од
30 години па нагоре се ветерани во кои што сум вклучена и јас. Ана веројатно ќе биде ровер следно? Ана е ровер сега, да. Аха, добро. Во категоријата Добро звучи ровер. Да, тоа се категориите како некои развојни категории во извидништвото, а додека покрај тие категории може да имаме и посебна функција во одредот. На пример, јас сум старешина, односно председател на одред, а Ана е водач. Тоа е дополнителна улога за разлика од овие. А за да се премине од една во друга, треба нешто обуки да помине сега Ана како млада и надежна? Па имаме ние програма, значи извидничката програма почнува од развигорците, трае до роверите. Треба да ја посетуваш таа програма, активно да учествуваш Значи исполнителност во некој. Така да, ама немаме посебен тест или Да, нешто да, што ќе биде премин за следната категорија. Одлично. Ама таложење на искуството и Сега. децениското работење како извидници носат, да речеме, ајде пак некаква категоризација во Така, во овој да, свет. да. Тоа си знаете, со извидниците ние сме организација која што работи на неформално образование на младите и ние сме така малце да речем понеформални во самиот однос со децата, младите. Не е толку строго и тест сега треба да се направи како англиски, па ќе преминеш на следно ниво. Не, кај нас е малце поопуштено, дури ако некој сака да се приклучи на извидници што има 19-20 години, ќе може тоа да го И направи. тоа е добар момент да кажеме дека граница возрастна не постои. Да, не Ако постои. појавите интерес сега во 30-тите, 40-тите, соодветно па и време. ветерански години, Така, можат да дојдат. Во секоја возраст може, со тоа што има разлика во активностите. Нормално. Значи, кога си помал, кога имаш 8-10 години, повеќе добиваш активности од водачите и од постарите и учествуваш во нив. Додека веќе кога си постар, особено од 18 години па нагоре, ти си малку им правиш услуга, односно сервис на помладите и ти им подготвуваш активности. Не значи дека веќе прекинуваат активности за постарите, ама сепак менуваат повеќе е таа работите. волонтерска улога каде што им спремаме активности на помладите. Ана, ти, извини Не, си, тоа е имаш прашање. богато искуство. Она што ние од утрево го зборувавме и ти сега пред малку напомена, ова е една филозофија на живење, ова е начин на живење. Така. Иако нели си е на волонтерска база, но навистина е стил на живот. И низ годините твои искуство си поминала најразлични генерации. Ти си од нашето време, од мој на Марко, но денеска работиш со деца кои што се од новото време. Можеме ли да направиме некоја паралела? Дали денешниве деца се тешки или понедостапни за да дојдат, дали можеби се и понеинформирани, затоа што ние во денешно време имаме деца кои што не виделе во живо ниту некое домашно животно, тргнувам од таму, Да. а не па нешто друго. И сега дали се среќавате со деца кои што воопшто не знаат што е извидништво, што е камп, што значи логорски оган и таа дружба која што имате во природа. Фокусот факт е дека им е помал, дека ги Да. интересираат други работи. Дигиталниот свет си го Можеме ли некоја следува паралела, своето. еве ти имаш баш Така, богато да. искуство, Јас па да не би рекла споредиме? дека се потешки или понедостапни, јас би рекла дека се различни. Значи, како што поминуваат годините, општествените промени, сите ние се менуваме. Така да, и нашиот пристап е малце поразличен од тоа што бил некогаш. Мене ми текнува, јас кога бев водач, за да ги известам децата за состанок, се јавував на фиксниот телефон, да ги известам родителите, што денеска не е така. Денеска ги имаме социјалните мрежи, На кои Вибер што... група пишуваш, така, така, да, така е. водачот се контактира со родителите, се известуваат, потоа објавуваме за сите активности што се случиле на социјалните мрежи, така да е малце поразлично. Во однос на тоа какви се децата, да, децата се малце позатворени денес. Немаат толку допир со природата, повеќе се со своите телефони и ние тоа го забележуваме. Особено јас како малце повозрасна да речеме, правам разлика од тоа порано, ама сепак се прилагодуваме. Гледаме, забележуваме дека телефоните можат и да ни бидат пречка во активностите, така да водачите кога ги одржуваат активностите, телефоните ги зимаат, ги ставаат на страна за да може да се одвива целата активност, кога ќе завршат нормално си ги добиваат телефоните, затоа што пак фокусот доколку имаат телефон во себе е многу поразличен од колку кога се сами и кога може да се препуштат на активност. Ќе се вратиме во далечната која година кога започнеш ти? 99-та година. 99-та. Како лично се запозна со извидништвото и како можеби во овие сиве години го промени твојот карактер? Така да. Придонесот на извидништвото како алка животна. Да, значи вака сега јас 99-та година бев трето оделение во Праќа Миладиновци основното училиште и во нашето училиште дојде тогашниот началник Лазар Апостолов, се уште моментален член на одредот. Време е за историја, слушајте. Да, дојде и зборуваше за тоа ние сме извидници кои сака да ни се приклучи, имаме супер активности во природа, ово, дојдете во сабота пред училиште,
ќе се собираме сите заедно и ќе одиме во парк. Јас бев воодушевена од тоа што го слушнав, особено затоа што сум дете кој израстато во град, во аеродром, баба ми во центар живееше, така да не сум имала премногу допир со природа, така да дома кога отидов одам им кажав на родителите, дојдо. Тоа е тоа. Тоа е тоа, бидејќи јас пробував одев на пливање, ама нешто не се пронаоѓа во тие работи, реков ова извидници супер звучи, морам да се приклучам. И моите родители малце беа скептици, сега прв пат слушаат нешто. И дојдам, испратија на тој прв состанок, се запознаа со водачот, супер си поминав и од тогаш некако... И се случи катарзата, љубовта. Да, нешто што стварно ми е дел од мојот живот. Значи, мојот карактер е граден врз база на извидниците. Јас сум била водач, улогата на водач ти дава премногу одговорности. Ти кога си млад човек на 18 години имаш малце поинаква улога, додека твоите врсници се повеќе посветени на скачање за викенд и такви работи, ние сме посветени на тоа сабота да се бајле, да си свеж, да можеш да одиш Тебе работа активност. на канцеларијата ти е природа. Да, така да многу придонало за мојот развој во секој поглед. Значи, ние на извидници учиме од тоа да врзуваме чворови до тоа да знаеш да напишеш молба, барање до општината да ти овозможи нешто, значи до тоа да бидеш присутен во медиуми, да разговараш пред поголема публика, така да вештините што ги стекнуваме се многу различни. Да, јас се сеќавам на еден мој соученик, чинам дека беше Борче, на некој многу давнешни времења, меѓутоа тој секоја седмица, сега тоа го говоревме со Цецен, како да бевте малку поприсутни можеби со своји предавања во образованието, имавте и јас така и многу често знаев да ги дознам тие активности. Борче беше толку фасциниран секој понеделник на класен час да каже како поминал, бидејќи знам дека нешто што ми одекнува сега како звоно во глава е дека кажуваше за неговата самодоверба и лидерството кое што се учи, да речеме, покрај многуте, да речеме, карактерни особи. Така да, ние имаме еден главен елемент од нашиот извиднички метод, а тоа е учење преку работа. Значи, ние не следиме многу презентации, предавања само за лидерство и се до тоа, тоа го правиме практично. Значи, кога ќе отидеш со децата, како да знаеш односот, каков да ти биде со децата, што да ги научиш. Значи, преку самата работа и ние се градиме како подобри индивидуи. Така да има многу разлика. Тоа е целта уствари на извидништвото. Ние преку тие активности, преку таа едукација да придонесеме личноста да се изгради и да биде потполна личност во секое поле. Да има и поголеми можности во однос на интелектуални, физички, емоционални, да бидеме повеќе емпатија да покажем со цел да се формира, да речеме, една личност која е потполна и која што може да биде и граѓанин кој што е корисен за својата заедница, без разлика дали е локална, национална или меѓународна. И сега кога сме кај следниот наш Роџер, Ана, тоа ни спомена дека твоите родители всушност исто така биле дел од извидништвото и со сите тоа кажавме дека најчесто понекогаш се случува тоа наследство да се пренесе. Ајде малку во ситуацијата на другата Ана е сосема различно. Да, ќе зборуваме за тоа како да стигне поблиску до младите. Ана, каква е твојата приказна? Веќе 5 години, така? Да. Си дел од извидници? Епа, мојот прв чекор кон извидништвото беше всушност преку истиот човек како и Ана. Моите родители се фамилиарни другари со него и бевме на одмор и додека бевме на одмор заедно, тие спомнаа за извидништвото. И кога се вративме во септември, јас веќе бев член на извидниците. Малку недостасуваше за да се поврзеш. Но тоа беше искрено најдобрата одлука што сум ја донела. Да? Што беше првото нешто што го направивте или првата можеби поголема акција на која што беше и ти остана онака во срцето и рече јас ова е тоа што сакам да го правам? Па најпрво мислам дека една од првите активности беше повеќе за запознавање и тогаш всушност сватив дека ова е нешто што многу ќе ми помогне понатаму во животот, бидејќи бев многу срамежлива, не знав како да се спријателам толку лесно, не знав како да зборувам толку отворено, немав толку самодоверба. Сериозно ти помогна во се ова? Многу ми помогна, да? премногу. Да си ги искажеш емоциите, може да си отвориш душа што стави. Да. И запознав многу луѓе кои што многу понатаму помогна и ми остана пријатели за цел живот. Што ти е најбавиот сегмент и дел од извидништвото? Знам дека се е многу интересно како инфраструктура цела, ама најбавото нешто што и до ден денес ти е така прво нешто како синоним за извидништво. Па секако камповите. Мислам дека тоа е нешто што највеќе не одвојува од другите. Ги правите тие логори се уште? Да. На секој камп. Секогаш има логорски оган покрај кој се свири на гитара, се пее. Да, и е многу баво, некој што доживел, знае зашто зборувате. Дури имаше многу филмови од 90-тите кои што го потикнува младата Ана не ги памети тие серија. Ние како се викаше таа гласот на не, светлината нешто, не.
Дали се плашите од Дали се темнината? плашите? Дали се? Ама Кога добро, на тоа крај- беше малку. тоа беше- На светлината, не? Спротивно. Ама гледаште, потикна Ме асоцира. асоцираш, Да, дали имеко се беше приказна кај што се светлината, собираат околу темнината логорот и кажуваат секој пат страшни приказни, хорор приказни, така почна приказната и потоа на крај извидничкиот логор која. Да, Ана ги памети тие времења. Ана, 90-ти. да, јас пак со бројките ќе се вратам на 70 години оваа година, тоа е голем јубилеј. Велите акција за ветерани, она што ќе се случува на 1 јуни во недела, тоа е впрочем таа акција за ветерани. Какви се плановите, какви се замислите, дали ќе има навистина ветерани кои што имаат можеби по 50 годишно искуство, кои се највозрасните луѓе кои што се се уште активни, да кажам, заедно на вашите акции? Да, вака. Па сега, ние постојано организираме некои акции, но ваква акција не сме правеле до сега. Ја правиме специјално за овој јубилеј, бидејќи најчесто активности што ги организираме се за активните членови. Ова е веќе нешто за неактивните членови, односно сакаме да ги собереме на едно место. Не сум сигурна колку години ќе има најстариот што ќе дојде во недела, но ги покануваме сите што некогаш биле извидници, учествувале на некаква извидничка акција од било кој одред Не во мора да се земјата. од Галеп, тоа да напоменеме. Не само од нашиот одред. Има некои одреди кои што прекинале да функционираат низ годините, така да и тие извидници ги покануваме да дојдат во недела по 11 часот во паркот кај последна петка во аеродром, таму ќе ни биде отварањето на активности и потоа ќе следи акција, односно надпревар, ние го викаме тоа илегалец, односно тоа е стаза со неколку точки кои што ќе бидат низ општина аеродром и на тие точки ќе треба да направат некои предизвици, односно некои задачи, интересно например, звучи. како Да. правење чворови, ќе треба да одговорат на некои прашања, ќе треба имаме една игра грабни стапче, ќе се игра и таа игра на некои Ја точки. помниме. Односно тоа ги бидат некои активности што ги правеле порано во минатото, па сега повторно да се сетат како било порано. Или на овие новите генерации деца да им кажете како ние се забавувавме на времето Не. на улица. Да, па ние ги правиме тие активности со помладите, сега конкретно ние целта овие постарите да ги вратиме во времето во 90-тите, Се задржува во внимание да речеме 80-тите. така денес кај младите? Има чувство на интерес или бегство повторно да таму? Кога имаат акции, да, се Да. заинтересирани затоа што се мотивирани да се покажат и како најдобри, бидејќи тоа се надпревари и на крајот се прогласува прво, второ, трето место, така да се мотивирани да бидат посветени и да ги завршат сите тие Да, задачи. интересно е тоа што секој пат поради брзото време, тоа некако е, мислам дека единствен предизвик кај нас да ги фатиме сите предизвици, нели гледаме постојано обсервираме на социјални медиуми и секогаш правиш споредба некаква, сакам ова, сакам. Ова е сериозно бегство од една поинаква реалност и вистина кога сме во потрага по нешто спокојно, нормално, природно, органски, мислам дека ова е од овде да се започне. Сериозно Така, да се да. започне. Велиш дека денеска е лесно да се даде информацијата за извидништвото со оглед на тоа социјалните медиуми пристигнуваат до адреса која што никој пат можеби не сте замислиле. Да, да. Има интерес, ви пишуваат млади момци, девојки? Има, да, преку социјалните мрежи најчесто не контактираат родителите преку Facebook, децата преку Instagram, така да тука сме присутни на мрежите, ги насочуваме како да се приклучат. Генерално ние уписите на нови извидници ги правиме во септември месец. Сега ние веќе крајот на годината, сите активности ги привршуваме што сме ги правеле и следат потоа летните кампови. Значи децата што оделе на извидници преку целата година одат на летен камп. Каде тоа? Оваа година ќе одиме во извидничкиот центар Охрид. Сојузот на извидници на Македонија организира летен камп, така да таму ќе бидеме некои 7-8 дена, мислам дека е Супер, кампот. супер Team звучно. building. Да. Инаку на делот фотографите видовте и веројатно го забележавте еден голем брод, бидејќи Ана ми спомена дека младата Ана е задолжена за тоа. Па ајде, Ана, да ни објасниш. Тука во ова што вие сте ми го испратиле, вели водени лудори, тајната на пиратите и сирените мистерија стара 70 години. Тоа е нешто, што е тоа прво? Тоа исто така претпоставам некоја акција, нешто што се организира традиционално, за што станува збор? Водени лудори, тоа самото е името на акцијата која што ние организираме секоја година, веќе неколку години поред, и тоа е акција за помладите. Како, например, ова акција што е за ветерани, имаме така акција за секоја категорија. Супер. И ова е акција за помладите од некаде 7 до 14 години. И оваа акција секоја година ја организираме на базен, бидејќи во самото Се наше сеќаваш? име Особено водени лудори на базен. Да, воден, еве го, бродот. Ете го. и во нашето име стои извидничко-поречански одред Галеп. Тој дел поречански значи дека нашите активности порано биле претежно на вода,
И затоа сега, за да го ја одржиме таа традиција и да го почитуваме нашето име, организираме акција секоја година на базен, која што се нарекува Водени лудори. И секоја година имаме различна тема и различно нешто што ќе ги привлече помладите. Оваа година мотото и темата на акцијата е Тајната на пиратите и сирените, мистерија стара 70 години. Чија замисла е тоа? Твоја, на тим водичи од твојата категорија или тоа е нешто што и претходно било, па сега само нели вие го продолжувате векот? Името Водени лудори секоја година, така се нарекува акцијата и тоа ни стои секоја година. Но ова мотото што имаме оваа година, ја донесовме одлуката да го крстиме така на Советот на водачи. Секој вторник ние се собираме, тие што сме водачи, заедно со началникот на одредот и имаме заедно краток состанок на кој што дискутираме за претходниот викенд, активностите што сме ги одржале, за минатиот викенд, за исто така за идниот викенд, кои активности ќе ги одржиме и за поголемите активности што ни следат за брзо време. И на секоја ваква поголема акција имаме по еден началник. На Водени лудори оваа година сум јас. И тој началник всушност е одговорен да се осигура дека се ќе биде како што треба. Се ќе биде како што треба. Ова Водените лудори се на баш активности во вода? Да, повеќето активности се во базен. Нешто тајната на пиратите и сирените некако мистерија како да се случува баш тематска забава, нешто во вода, така скриени богатства или нешто? Секоја година така ми асоцијација. Правиме нешто, секоја активност што ќе имаме таму всушност и игра и се ќе биде вклопена во темата. Например, лани темата ни беше охрана, значи фамилија, и сите активности ни беа поврзани со тоа дека извидниците ние сме една голема фамилија. Да, баш е така и баш сте една голема фамилија која што нема возрастна граница, буквално секој може да биде член. Ана, бидејќи другата Ана ни спомена за незиното искуство и за тоа дека нели кога си млад, голем дел од пријателите, друштвото, обкружувањето, нели, најчесто петок навечер е во некоја дискотека, но таа сакала да биде свежа за да може во сабота наутро да одговори на задачата која што ќе биде дел од извидништвото. Ти не достига ноќниот живот, тој социјален момент или тука едноставно го надополнуваш се што можеби таму пропушташ? Не, искрено. Како гледаш на тоа? Нема компромис овде. Не се осеќам како да пропуштам било што, бидејќи мислам дека најбитното нешто што треба да го поседуваш е организација на време и мислам дека со извидници тоа многу го усовршуваш. Сметам дека не губам од ништо бидејќи и да не излезам во петок од вечерта, што најчесто излегувам и сепак сум свежа со бајлето, ама и да не излезам во петокот, ќе излезам во саботата, во неделата. Има време за се и сметам дека навистина не губам од ништо, бидејќи извидниците се нешто што навистина го сакам и ми исполнува да го правам тоа. Така е, да. Ана, 70 години, 70 активности. Овие Водени лудори и настанот акцијата за ветерани, да, се само дел од бројните активности. Што може би летово или во блискиднина ве очекува или ако сакате и до крајот на годината нешто да споменеме? Така, имаме многу големи планови, инаку овие 70 активности веќе се започнати, значи веќе имаме спроведено оваа година и зимување, правевме тимбилдинг во Грција покрај море, така да дел од активностите се веќе реализирани. Оваа година планираме да направиме регуларни активности што ги правиме, но и плюс активности како што е подготвуваме нашиот одред за прв пат после долги години стратегија на нашиот одред и тоа го сметаме за една од активностите, бидејќи сакаме малце одредот да го издигнеме на повисоко ниво, како што сакаме да кажеме ние да поставиме повисоки стандарди за тоа како треба да се управува со една организација, како треба да се планира работата, така да тоа ни е една голема битна работа што ја подготвуваме, значи нова стратегија на одредот. Потоа, некаде во ноември месец ќе организираме една поголема и помасовна прослава, на која што ќе ги поканиме сите луѓе кои што ни се членови, сегашни, поранешни, поддржувачи, пријатели, спонзори, да дојдат заедно на еден голем настан околу 15 ноември, вака да кажам, го планираме тој настан, кој што ќе има еден формален дел, а потоа и забавен дел на кој што ќе може било кој да ни се приклучи. Така да имаме многу активности, се спремаме, знаеме дека ни е малце амбициозна оваа бројка од 70 години, од 70 активности, ама сме мотивирани до крајот на годината да ги исполниме. И со ваква младина мотивирана, мислам дека лесно се отвиваат работите. Сосема. Некаде на почетокот нели дадов најава за Македонија, како и всушност
некако поврзана можеби и со светот како една глобална димензија, би рекол, нели поврзаност. Дел од светската извидничка организација. Сега нас знам дека располагаш со материјали што се вели. Ме интересира како изгледа соработката со извидници од други земји и дали сте биле на меѓународни кампови вака поврзување. Се оглед на тоа дека 70 години има и по Галеп, сигурно имало соработка, линк и комбинација од други нации, други земји да се поврзат. Повеќето активностите сме дел како дел од Сојузот на извидници на Македонија, значи во светот има 57 милиони извидници, од кои што сме дел и ние 57 милиони извидници, да. Извидниците се поделени по континенти. Во Европа имаме посебен извиднички европски регион. Јас сум воедно и волонтер во Европскиот извиднички регион. Така да индивидуално се поврзуваме, но и национално ниво. Многу активности имаме. Јас не би сакала многу да зборувам за тоа, да дам простори на Ана да каже некои од нејзините најинтересни искуства што ги имала интернационално. Ајде, Ана, повели. Мислам дека една од најголемите шанси што имав јас да искусам е пред 2 години бев на светската смотра во Кореја. И тоа мислам дека беше навистина во која Кореја? Големо достигнување. Како се помина, да? Многу убаво, беше навистина прекрасно искуство. Иако имавме еден голем предизвик на кампот, тоа беше имаше најава за тајфун и не евакуира сред камп. Меѓутоа мислам дека е навистина искуството што го носиш. Насред природа и ви се евуваат и ви спремете се, следува циклонска активност. Да, и потоа бевме евакуирани во хотел. Се случи барем тоа што беше најава? Да, се случи навистина, имаше и на вести. Меѓутоа на вести беше малку како поголем скандал направено, кога во вистина во реалноста не беше толку страшно. Тоа се вестите. Да, некој пат се беше предвидено и не беше навистина толку лоша ситуацијата. Меѓутоа беше навистина интересно искуство и беше нешто што еднаш во животот имаш шанса да го искусиш, особено зашто светските смотри се случуваат на секој 4 години, а категоријата за учесници на овие смотри се најчесто од 14 до 18 години. Така да шансата ти во животот да ти се погоди. На некој начин се огледа тоа дека што велиш се Ана, ти си имала можност на таа возраст да бидеш дел од светска смотра? Да, јас бев на 100 годишнината од постоењето на извидништвото во Англија на светската смотра. Не си била на лоша локација и ти? Шведска и Јапонија сум била. Јапонија имавме некое слично искуство, не толку екстремно како Вака со тајкуни и со... Да, тамо не беше толку страшна состојбата, ама пак имавме некоја евакуација во спортски сали, така да и извидниците сме научени да се прилагодуваме на се што следи. И добро сме организирани, имаме и хиерархија и мрежа на разни улоги, така да знаеме како да се организираме и што да направиме во тие непогоди, да ги речеме. Со Цеце дефинитивно ќе прашаме и за акцијата еднаш извидник, секогаш извидник. И вистина кога ќе се спомене звучи многу цврсто, мокно, убаво гесло за извидниците. Да. Да го потикнеме сега како прашање. Да, тоа е ствари акцијата за ветерани, ние ја крстивме така, еднаш извидник, секогаш извидник, тоа е ствари како нешто што сите ние го кажуваме, особено по старите извидници, сум била еднаш извидник, ама секогаш си го носам така тоа во беше, себе. си беше еднаш и бев еднаш. Да, не сум Така активен, јас се сметам секогаш за извидник, така да тоа е мотото на акцијата за ветераните и сакаме уште еднаш да ги потикнеме. Еве сосема на крај да ги поканиме на 1 јуни да дојдат. Сите оние кои што некогаш биле извидници, дојдете на 1 јуни. Во 11 часот во паркот на последна петка, тамо ќе бидеме, тамо имаме отварање. Во меѓувреме повеќе информации може да прочитате на Инстаграм и на Фејсбук. На кирилица напишете на Фејсбук Извидничко-порачански одред Галеп, така ќе на најдете и тамо ги има сите информации. Ако сега би прашале од прилика вака, колку рековте членови сте во ИПО Галеп? 109 членови имаме регистрирани. Кои што се конзистентни, да речеме, така, постојано се привлекуваат. Сте лоцирани во општината Аеродром, спроти Хилтон, тука некаде велите, и ја имате таа куќарка ваша, кај што се случуваат овие активности и ваша лабораторија за други активности. Секој кој што гледа може да биде дел од ИПО Галеп. Како вие го гледате ИПО Галеп, можеби следниве години, што имате ново нешто кое што би било агилно и адаптирано добро за предизвиците во новото време? Сега немаме уште осмислено, сега го започнавме процесот на стратешко планирање, така да идејата ни е да ги собереме сите мисли од сегашните членови, но и од тие што некогаш биле.
Фокусирани сме на овие 70 години, сакаме одредот да ни расте, но секогаш многу ни е важен и квалитетот на работата. Не сакаме да расте само во бројка, а додека квалитетот да ни паѓа. Така да моментално не можам да ви откриам некоја голема тајна, така да се уште сме сега во дискусии, размислуваме што како ќе правиме. Да, веќе доколку дојдеме тука кај вас после 15 ноември ќе може да ви ја презентираме стратегијата и што планираме да правиме понатаму. Супер. Ноември забележено. Се гледаме и во ноември, но се гледаме и оваа недела, она добро позната локација која што неколку пати ја споменавте. 1 јуни е датумот, 11 часот е стартот на ова извидничко дружење. Ви благодариме многу за нашата утринска дружба денеска на Телма. Ви беше пријатно? Да. Ето. Супер. Да, но во природа е веројатно уште попријатно, ќе се видиме следен пат на ваш терен. Може така? Може. Договорено. Гласот на средината. Не знам што ме потсети, зашто долго време ми беше во глава и се обидов да го заборавам. Прекрасно. Се потсетивме.